Сега да го турнам. Само да не ми се заклучат рачките. И добро утро на сите. Ќе излезам од тука, да. Добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес тргаме од Месина. Моторот се расвири, нешто со клучот не е кој што треба, може батеријата. Денес одам кон Палермо, ќе одам покрај морето, но ќе одам по автопат постојано. Од причина што времето и денес е нестабилно и тие некои убави патишта што ги гледав се низ повисоки надморски висини. Тука Палермо, десно, да. И не можам да ризикувам така дожд, бидејќи морам вечер да стигнам до Палермо, а и нема да има уживање доколку постојано врни дожд. Така да нема многу километри, вака 200 километри, ако фати силно да врни можам да почекам. Сега иначе 10:30 часот. Утрово врнеше, потоа додека се пакував излезе сонце и ме излажа, си го спакував оделото за дожд, не го носам сега. И се надевам нема да ме фати некој дожд попат, но може ќе има доста тунели, додека идев да туку имаше доста тунели, па ако треба ќе застанам во некој од тунелите и ќе си го ставам оделото за дожд. А треба иначе да турам и гориво, сношти во дождот не успеав да застанам негде да турам, така да и тоа треба да гледам да го направам. Иначе имав појадок житарици со млеко, немаше нешто многу опции, имаше и еврокрем да си намачкате доколку сакате. Но беше во секој случај едно добро искуство и хотелот беше чист, мирисаше на убаво, и органите ќе вињата перени, така да бев задоволен во глобала. Освен нормално со тоа што немаше никој кога стигнав, па на дождот чекав, но помина и тоа се реши. Колку интересно овде како тунелче, полутунелче. Аз да пазам овде водено. Така да сега, значи, прво бензинска приоритет ми е. Иако не сакам многу, не сум фан вака да станувам онма само што ќе тргнам, но тоа е тоа. И изгледа веднаш веќе овде и излегувам на автопатот. Ојајде. Седов карта нешто. Барем личи на карта. Не знам дали се имам да го... Ама немава, изе на крајот ќе платам нешто како Србија може да е. Чекајте да видам. Изгледа тие што излегуваат само плаќат, а овие што влегуваат на патарината земаат карта, изгледа на крајот ќе има и ние кои ќе излегуваме, ќе платиме вака. Така да можам да продолжам. И одлично, тука и бензинска е. Можам да турам, од кај да одам, од тука. Да. Не знам тука дали тука тие ќе ми турат или ќе треба сам да си турам. ССП дизел е 5. Карт? Sì. Ok, full. Benzin. Ok.
Inside? Значи 12,30 литри за 25 евра. Значи за 25 евра тука турив 12,3 литри. Додека вчера за 20 и пак цири. Додека вчера за 25 евра турив 15 литри. Меѓутоа тука литарот беше 2 евра. 2 нешто, а вчера кога купвав беше евро 70. Така да има разлика, не е цела Италија иста со цените во горивата. И почна да врни наеднаш, ја застанав во еден двожњак, од причина што гледам не врни во далечините, се гледат планините, што значи веројатно е само облака, може и веќе да има завршено со врнење. Ќе слезам сега, ќе проверам. И 5 минути одма престана дождот и сонцето ри малку угреа. Сега продолжувам иако гледам таму врни, но ќе видим, ако треба пак ќе достанам. 11:20 е часот, така да ако треба можам пак да застанам. Имам уште сат и 50 минути, 173 км до хотелот во близина на Палермо. Не зедов во Палермо од причина што беа премногу скапи, а тие што беа ефтини немаа паркинг за мотори. Така да на 20 на километри сум од Палермо. И утре веќе одам, ја напуштам Италија. И изгледа дојде конечно време да платам патарината. Односно, веројатно се надевам, ја давам картата и пари му давам. Контанти. Hello. Колко? Напишете ми английски, инглиш. Карта? Да видам колку платив. 10 евра и 30, но возев 100 километри, 150 на автопат. Што не е добро, пак ефтино во споредба со Кајнас, меѓутоа 10 евра, тоа е што е. Битно имаше многу тунели по патот, премногу поминав и врнеше на места, меѓутоа штом ќе влезе во тунелите одма подруго беше и веќе кога ќе излезе во другата страна, зборувам тунели долги по 5-6 километри, 2-3 километри, не беа баш куси и кога ќе излезе во другата страна веќе и престанат беше дождот. Така да, оделото за дожд се уште го немам ставено. А иначе до хотелот каде што одам, имам уште 36 километри или 29 минути за возење според Google Maps. На моторот нешто ми се губи спорт екото, не знам зошто. Дали ова нешто спој предугмево, дали нешто друго прашање, не знам. Прицнав сега на ИК. Сега се стабилизира.
И пристигнав во селцето, на селбата да речам, во периферијата на Палермо, каде што ќе преноќувам денес. А сега нема да одам одма до хотелот, туку ќе одам малку покрај морето, едно кафе ќе пијам таму, бидејќи многу рано 1:20 часот. Може би не прават чек-ин толку рано, може би нема да ме примат. Така да ќе видам покрај море малку како е, шо е. Ако има некој кафич, ќе седнам. Тука треба лево. Инаку сноште месенија бев, значи воопшто не асоцира на Италија, на нешто развиено. Испопаркирани тротоарите, улиците исто тесни, асфалто лош, крпени патиштата, дупки на места, вода се собира. Не беше ништо што ме изненади. Тоест ме изненади бидејќи очекував подобро. И автопатите не му се рамни, автопатот сега кој што го возев, оние каде што се спојуваат мостовите и тие многу му се нерамни, така да не знам. Немам чувство на Европска унија, на развиена земја и тука. Немам чувство како да не сум на Балканот. Тука семафор има црвено, морам да почекам. Еве, еден пример од многуте, дека патовите не се и тука цутка. Сега тука треба да завртам јас десно. Наместен ми е иначе GPS-от за кај хотелот. Ќе поминам прво кај него, ако не да видам, ако има некој надвор, ќе прашам што, како. Ако нема, ќе продолжам кафе да пијам, па ќе се вратам за, што знам, 40 минути, 1 час. Смејам тука, смејам. Еве кафич, меѓутоа се надевам дека ќе има кафичи покрај морето, нешто како што има во Охрид покрај езерото. Тука ќе треба да завртам во десно. И потоа веднаш во лево. Иначе тука веќе мириса на море, сонце има, потопло е, одма по друго ми фалеше ова, бидејќи вакво време немам видено одамна. Енеја црвената висока како кула што е куќа, тоа е хотелот, таму треба да... Тоест таму имам закажано. Тука ќе треба да преноќам вечер за утре да ја напуштам Италија. Не знам сега за паркирање на моторов. Гледав тука гаражи, така да се надевам дека ќе можам нешто ќе можат да ми отворат таму да паркирам. Ба, оде катастрофа. Ќе ми падне државачот. А сега да одаме вего и морето, покрај море негде некој кафич нешто да барам. Премногу бродчиња, тука сите изгледаат рибарски овие. Тука има и мотори, онде има и кафич, можам и таму да седнам. Но да видам прво што има наваму. Тука лево, па одма десно. Онде гледам кафичи има. Ау, тука интересно, чакајте да влизам. Пешачка зона изгледа како да е. О, баги брано има. Интересни се, ама многу се. Зградите делуваат како намерно да се оставени вака, нешто како во Битола. А иначе јас одам сега назад кај тој кафичот што го видов. Не беше одма покрај море, но изгледаше убаво така на отворено, на сонце. Само не знам дали ќе успеам патот да го најдам. Да, онде право, ама едносмерно да не. Се надевам дека не.
едносмерна, може да е. А ако одам од тука па онде лево, тука лево, можем. Иначе и денес ќе варам пица негде, ама овој пат слика ќе му покажам од куленот, не знам оти со кулен ми се јаде, сношти не ми се слади така заради со пиперџе што ми ја направија, но ќе видам. Иначе тука јас кафето ќе го пијам десно. И јас испив едно еспресо, тоа беше 2 евра и една Кока-кола, Кока-колата беше 3 евра, а сега е време да одам кон хотелот каде што имам резервирано. Многу мирно место доделува, ондека што пиев кафе, пиците ги правеле после 11, така да пица не јадов, но ќе јадам дефинитивно. А сега тука да видам дали ќе можем да влезам, делува заклучено и ова. Ао, не го носам тука. Не ми е тука клучот. Стигнав јас за моторот оставање, има тука гаража. Ќе го оставам гаража, само шо клучот не си го зедов, ми страв да не ми се заклучат рачките, да не треба се качвам. На раквиците не си ги качив, зато ми се на раце. Има иначе клуч ми даде. Ми рече малот држиш на клучот завртено, обратно и се крива сама гаражата. Иначе дури го чекав, ми рече оти ги имав оставено кацигата све камерата на мотор, рече немој за секој случај, не е многу безбедно. Мислам дека е доволно високо. Сега да го турнам. Само да не ми се заклучат рачките. Мислам дека е тама. И ова ми е собата тука, плаќам 47 евра, солидна е собата. Мислам 47 евра плаќам, но имајте предвид, има поевтини, има хостели во Палермо директно во градот, близу центаро и за 20 евра, но нема таму паркинг за мотори. Додека овде видовте и самите в гаража си го кладов моторот и ич не го думам сега. Тука е и вецето. Веќе е 8 сатот, се стевнува, јас сега ќе одам едно кафе да пијам негде по крајот, крај брегот, крај брежието да речам. Иначе јадев пица, многу беше уба, кулен, печурки, кашкавал, значи стварно беше преуба. Ја платив 9,5 евра, мислам, што е сепак солидна цена. Ама вредеше, се најадов добро. И сега така ќе одам крај брегот, а тука ќе одевам и ова видео, доколку ви се допадна притиснете лайк. И доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.